Полициските службеници синоќ ја привеле 18 лица кои давале отпор при упоменувањето дека не го почитуваат полицискиот час и потитно треба да се упатат дома. Ова го истакна министерот за внатрешни работи Наке Чулев, кој генерално е задоволен од почитувањето на првиот полициски час што се воведе во земјава. Според него ограничувањето на движењето е во функција да се намали ширењето на коронавирусот. Мојот впечаток и впечатокот на колегите е дека забраната за движење во периодот од 21 до 06 часот генерално се почитува на територија на цела држава и тоа е фактички впечаток на сите колеги од координативното тело кои утрово го имавме во рамките на Министерството за внатрешни работи. Значи, пак да напоменам, ограничувањето на движењето на граѓаните во периодот од 21:06 во текот на изминатата ноќ генерално се почитуваше на цела територија на државата без посериозни отставки. Министерот Чулев прецизираше и по градови каде се имало прекрашување на полицискиот час кој е во периодот од 21 до 6 часот наутро. Од југоистокот има 2 лица од Радовиш, кажа министерот за внатрешни. 5 лица на подрачјето на Тетово и 2 лица на подрачјето на Гостивар, кои што и покрај опомената и укажувањето на полициските службеници не постапиле по укажувањето, туку агресивно се однесувале кон полициските службеници, пошто истите се лишени од слобода. На територија на Куманово пак се лишени од слобода 2 лица, кои што не ја почитувале забраната за движење, меѓутоа кај кои е најдено и оружје. Во Радовиш лишени од слобода се 2 лица, а 1 лице во Штип и 6 лица во Кочани. Во Виница е констатиран еден случај на прекрашување, но лицето се оддалечило и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Против сите овие лица кои давале отпор ќе бидат поднесени соодветни пријави почнено од 206 од кривичниот законник. За време на синоќешниот полициски час опоменати се 74 лица кои биле во приватни возила.